На денешен ден, 8 март, денеска е меѓународниот ден на жената. 1500 година од Лисабон отплови португалскиот морепловец Педро Алварес Кабрал, кој на патот за Индија, оддалечувајќи се со своите бродови од африканскиот брег во правецот кон запад, кон копното на Јужна Америка, го откри Бразил, прогласувајќи го за португалска колонија. 1714 година во Вајмак е роден Карл Филип Емануел Бах, син и ученик на Јохан Себастијан Бах. Компонираше симфонии, клавирски концерти и стотина клавирски сонати. Умре во Хамбург на 14 декември 1788 година. 1879 година роден е германскиот химичар и физичар Ото Хан, професор на универзитетите во Берлин и во Гетинген. Добитник на Нобеловата награда за хемија во 1944 година. Во 1957 година ја потпиша Гетингенската декларација, одбивајќи да соработува во развојот на евентуалното западногерманско нуклеарно вооружување. Во 1938 година го докажа распаѓањето на радиумот, а во 1939 година заедно со Фриц Штрасман го откри нуклеарното цепење на јадрото на уранот. Ги откри и радиоактивните елементи на мезоториумот, радиоториумот и заедно со Лиза Мајтнер протоактиниумот. 1910 година врз основа на одлуката на Втората меѓународна конференција на жените социјалистки, одржана во Копенхаген, Данска, во август 1910 година, 8 март се слави секоја година како меѓународен ден на жената. На оваа конференција по иницијатива на Клара Цеткин беше решено 8 март да се одбележува во спомен на демонстрациите на американските жени во 1903 година, кои се одржаа под паролата борба за општо право на глас. 1917 година во Петроград, денешен Санкт Петербург, со немири и штрајкови почна февруарската револуција. Настанот се случи на 23 февруари според јулијанскиот календар, кој тогаш беше на сила во Русија. 1917 година умре Фердинанд Цепелин, германски генерал и конструктор на воздушни бродови балони, според него наречени Цепелин. Првиот воздушен брод летна на 3 јули 1900 година. Роден е на 8 јули 1838 година. 1945 година во Скопје првпат е прославен Денот на жената. По тој повод во салата на офицерскиот дом се одржа голем митинг. 1946 година Президиумот на Народното собрание на Народна република Македонија донесе закон за измена на името на Демократска федерална Македонија. Според член 1 од овој закон и врз основа на член 2 од Уставот на Федеративна Народна република Југославија, името на Демократска федерална Македонија се изменува и гласи Народна република Македонија. Според член 2 од истиот закон, имињата Президиум на Народното собрание на Македонија и Народна влада на Македонија се изменуваат и гласат Президиум на Народното собрание на Народна република Македонија и Влада на Народна република Македонија. 1965 година во Јужен Виетнам беа распоредени 3500 американски маринци, со што почна масовното вклучување на американските купнени трупи во виетнамската воена авантура, која заврши со целосен пораз во 1975 година и со загуба на повеќе од 58.000 американци. 1999 година умре американскиот спортист Джо Ди Маѓо, легендарен бейсбол играч во њујоршкиот Јенки.